Од овде, од студиото се селиме во Велес. Ангел Гушев го имаме веќе на линија, нашиот следен гостин, кој што е старешина на извидничкиот одред Димитар Влахов од Велес, а воедно и организатор, а и капетан на вардарската регата од Велес до Солун. Ангел, добро утро! Добро утро, поздрав до гледачите на телевизија. Од оправдани причини сте во Велес, затоа што сте во тек на големи подготовки, но мислам дека и вака ќе ја доловиме суштината и значењето на овој настан за кој што сега ќе зборуваме. Ова вардарска регата се организира 25-ти веќе пат поред, 25-ти пат, така што е во знак на традиција која што сакате да негувате, но на некој начин веќе и вие си создадовте традиција, така? Па вака, значи 25-та е ваа јубилејна вардарска регата Гемиџи, со тоа што за гледачите на Алфа да појасниме дека ова е тие 25 регати не се во континуитет направени, значи во времешна Југославија 10, а некаде во 2010 година ја возобновивме и еве во континуитет од 2010 година организираме 15 регати во континуитет. Но разликата во тоа е што последние до лани завршува во Гевгелија, од ланската година регатата завршува во Солници. Оваа година по втор пат заминуваме од Велес и да заплавуваме во Егејското. Во Егејското море после 5 дена пловеме или 280 км од Велес до Солун. Да, ќе објасниме се точно каква ќе е рутата, но прво вака ме интересира колку лично вам, на вашиот извиднички одред, а и на велешани им значи оваа регата. Вака, како прво, сакам да напомнам дека со организирањето на вардарската регата Гемиџи и од самите почетоци кога во првиот циклус тоа е започнато во една симбиоза помеѓу кајакарските работници и извидничките работници. Кајакарите работеле на вода, извидниците ја била логистиката на базните логори, било поента да се даде и односно да се одбележи ликот и делото на гемиџиите кои што едноставно по воде пак го поврзувале Велес со Солун, односно ја развивале трговијата помеѓу Велес и Солун. Значи во тоа време, во времето некаде во 1860-тите години, кога гемиите пловеле по реката Вардар и од Велес, поаѓале повеќе од 150 гемии на ден. И во гемиите се товарала робата која што од Велес се носела до Солун, а понатаму се продавала према Мала Азија. Тука се носела многу битната роба и многу квалитетната роба од типот на сахтијан, кожа од кози, која што се купила за џокиски одела на господите од европските држави. Понатаму треба да напомнам дека се продавал и катран кој што се користел за фармацевската индустрија, бидејќи во регионот Велес и Велешко се одгледал во тоа време, а веќе и сега се одгледал белиот афион, кој што се обрежувал, се цедал и цедокот и се правил катран. И освен тоа, од афионот се правил и шаве лаганот, односно цедено масло, сега поново кажано. И тие три производи на некој начин се продавале и се товарале во гемиите и се носеле за Солун. Освен тоа, тука било тутунот, виното, кој што исто се производи во регионот на Велес и по Вардаријата. Што значи, Ангел, може се каже дека Велес во минатото бил голем пристанишен град. Така му доаѓа, така? Освен Велес и попадно имаме ние записи дека имало и претоварни центри во Градско, во Демиркавија, каде што гемиите ги товарали и продолжувале за Солун, кога ќе стасале во Солун, ги растурале, бидејќи се градени од орево дрво, покрај робата се продавала и дрвото го купувале грчките трговци. И така тие... едноставно целокупната економија помеѓу Велес и Солун се одвила преку гемиите. И тие важеле за исклучително храбри луѓе, така? Сега...
Гемиите ги возеле од 4 до 5 луѓе, од кои што двајца веслачи, еден чувар ноќно време, бидејќи така да речените арнаути знаеле да ги напаѓаат, и двајца биле редовно кои што биле за резерва за керање на гемии. Имало пирати, значи, во тоа време, така? Суштина, како дошле до идеја да се тргува по реката, значи, турците почнат да наплаќаат патарина, ама не може да наплатат коларина. И затоа почнат да возат по реката. Одлично. Ајде сега, значи оваа регата очигледно дека е во нивна чест, започнува, се поаѓа од Велес на 19. Така, што следува? 6 дена ќе трае. Ние поаѓаме на 19 во четврток од Мовче, централно градско подрачје на град Велес. Некаде околу 60 учесници, некаде 14 чамци, од кои што 40 ќе продолжат на територија на Грција. Како ги нарекувате? Чамци ги нарекувате? А јас дека пловила почеток. Гумени, сега одиме со гумени чамци, од причина што ги имаме ни дрвена гемија изработена, но таа дрвена гемија малце сега посложена, бидејќи возиме од две држави и малце ни прави проблем, затоа ние поминуваме само сега со гумени чамци. На еден чамец колку умина ќе има? Од 4 до 6 луѓе. И како се вика екипажот? Ми интересира, главен веслач, ковеслач, како се нарекувате? Битно е дека секој сите си има посади и ќе избереме по посада 1, 2, 3, 5, 12. Секој се одговара за опремата, секој се одговара за чамецот. Ако од ЦУВО имаме логистика со тоа што не прати, неки имаме дополнително се носи храната, се не прати здравствено лице, значи комплетно у сите тие 280 км имаме и поддршка од ЦУВО. Да. Значи, јас сакам да напоменам дека 280 километри вкупно, од кои што 80 се во Грција, така? Па да, значи ние поаѓаме во Велес, првото ноќевање ни е во Криволак, од Криволак, од војниот камп Криволак, наредниот ден заминуваме за Демиркапија, третиот ден од Демиркапија доаѓаме до нашата државна граница, до Марвејци, и се префрламе 6 км по Суво, влегуваме во Евзони. Се уште не сме пробале и не сакаме се уште да го пробаме тој дел од 6 км да ја поминеме државната граница по вода, бидејќи се уште ја разработуваме тактиката како да продолжи понатаму регатата и по вода, бидејќи се уште се суптилни односите помеѓу две држави. Да, тоа ми беше мене лично прашање, мислам дека на гледачите ќе им е интересно како се поминува граница преку Вардар. Не поминуваме тие 6 км ги поминуваме на Суво. Заради царинска контрола, опрема, од тие причини се уште можеби како што се одвиваат ситуациите, има ситуација ги подокот минеме, но сега наш ни е најбитно да го да успееме, да го пробиеме мразот. Кажете ми, со која брзина се движат овие чамци? 6 до 8 км по Македонија. Добро. А во Грција од 3 до 5 км на час. Добро, зошто разлика во брзината? Тоа што, во Грција Вардар е многу широк, многу приток. Грците многу не го познаваат Вардар или понивно Аксиос, од причина што они многу не го рачунаат. Имаат и други води они, така. Стварта е дека ние кога доаѓаме од Евзони, пиеме во Евзони, продолжуваме и од Евзони поаѓаме, продолжуваме до првиот базен лагер во Грција, во Акропотамис. Таму преспиваме, од Акропотамис доаѓаме до Ксалатра, од Ксалатра на отворено море во Егејско море влегуваме. Така да, тука е малце потешко веслањето, затоа што е многу Вардар плиток. И кога ќе влеземе во делтата, а делтата е 8 краци, првите два водат на Солон, останатите не носат на Катерини. Така, многу тешко и да се плови по делтата. Значи, вака делова се многу возбудливо, но колку е опасно? Има опасни места? Видите, Вардар како Вардар секоја година е различен. Не може да кажеме, пример, некаде е опасно, некаде е. Значи, секоја година некои опасни точки, дали имате што си ги знаете? Како? Некои опасни точки, да речеме, не црни, ама опасни.
Не можеме да утврдиме опасни Не точки, можете, затоа што аха. Вардар си е сам по себе секоја година различен. За жал, Вардар како Вардар во Република Македонија е мртва река, додека Вардар или Акциус во Република Грција е жива река. Река од типот на Дрина, Сава, Дунав, каде што функционира. Зошто е тоа така, јас многу добро ќе знам, но јас не сум ни надлежен, ни можам да потврдам зошто е тоа така. Има институции кои што треба да ги разбијат ситуација. Во Република Македонија е 5 степен, а во Грција е зелена водата. Чиста, бистра вода. Како тоа може и нас не ни е јасно. Каква што некогаш порано била, бидејќи нашите предци кажуваат дека се бањале во Да, Вардар, така? пиеле водата дури, значи бе решени се бањали и ја пиеле водата. Мене ми е најголемиот проблем би го лоцирал следно, значи од големите сепарации кои што немилосрдно го уништуваат коритото на реката Вардар во Република Македонија, тие ги прават најголемите еколошки катастрофи. Тука се превртува дното на реката Вардар од пред 100 години што се фрлило. Значи јас само да имам еден малце, морам да го кажам, може и малце и језив пример. Во моите 15 години најдов само 9 мртви тела, 8 мртви тела по реката Вардар. Оф, Мислам, да, ме разбирате? да. А за умрена стока, тоа на големо, премногу. Така да, Вардар не е заштитен во Република Македонија, дефинитивно ние добивме информација дека загадувањето доаѓа од друго место што е имало и значи голем дел доаѓа од загадувањето од реката Лепенец, која што служила реката Вардар, но јас само ги актуализирам економските прашања, значи институциите треба да се сукаат ракавите малце да поведат влијание и мерки за реката Вардар, бидејќи реката Вардар е крвотокот во Република Македонија. Да. Ние воопшто не се грижиме за реката Вардар, а тоа е единствената нормална и голема река во Република Македонија која што може нешто да значи за нашата држава. Во Грција нема ни сепарација, нема ни една цевка канализациона насочена во реката Вардар или Аксиус според нив. Така да, таму некако многу на големо, на висока, има голема висока еколошка свест кон реката Вардар или Аксиус. И така се чува и природата, така се чува и државата. И значи само можело, ќе- така. Ќе ви кажам уште овој пример, значи, последните 4 километра во делтата на реката Вардар, во вливот на во Егејско море, ние не можеме да пристапиме тоа што во тој период има размножување на 140 врсти на птици и 120 врсти на инсекти и по проектот Натура 2000 ние не смееме да го нарушуваме нивниот духовен мир на тие живи суштества. Значи, дојде се до тој степен да се ја чува реката како на бланка. Ангел, на самиот крај да ги споменеме секако и вашите пријатели, без кои што оваа регата не ке можеше да се реализира, а тоа се грчките извидници, така? Грчките скаути, оние кои се што даваат партнери и во Република логистика, Грција. нели? Они се партнери, бидејќи мораме да имаме партнерска организација која што ќе би ја реализира. На нивна територија, секако, да. И сакам да напоменам оваа регата, генерално извиничкиот оддел Димитар Ваков е носител, ова е општинска манифестација во организација на општина Велес, со финансиска поддршка на општина Велес, но во оваа ситуација, бидејќи средствата се зголемија и потребни за реализација до Солун, се вклучува и Европската скаутска фондација, која што за нив станавме многу интересни, бидејќи образуваме две држави, Македонија и Грција, и тоа две држави кои што дочера воопшто не ни функционира на некој начин. Али сега ова е многу голем предизвик и за Европа, и Европа вложува во се тоа што ние го правиме. Така да, мислам дека оваа приказка станува голема, преубава за Република Македонија, ова е единствена регата, наши гоци доаѓаат од Србија и од Босна, тие буквално рафтерски кои што само за стикање се и не ни веруваат дека 280 км ги весламе на раце. Не се конивните рафтинг тури и доаѓаат да го видат и да се уверат дека стварно во Република Македонија има регата која што се весла на раци буквално на спартански начин. И видите дека е голема чест што ви е дозволено да запловите во Солунското пристаниште, така?
Па да, значи, ова е, мислам за мене, не секојдневна активност, голема за државата. Тука ја споменав еколошката компонента, но тука ја промовираме веќе и туристичката компонента, кој што многу луѓе сакаат да се малце да го видат Вардар и одвнатре, многу лесно Вардар го гледат од автопат. Кога ќе завлезете во клисурите на Демиркапија, Велешкиот регион, или ај сега не планина, ама во горниот дел над Велес, во Таорската клисура, значи Вардар е прекрасен за развој на овој вид на туризам, кој што ние даваме средства за одиме по Босна и по Хрватска и по Србија, но не знаем се го ценим ова ние што го имаме во Република Македонија. Ангел, многу ви благодарам. Ќе завршам со ваш цитат, еве лично вас ќе ве цитирам. Велите дека Вардар не е само природен ресурс, туку дека и жива врска, мост помеѓу различни култури, народи и генерации. Така му доаѓа. Да. Ви благодарам многу, Ангел, и ви посакувам, откако ќе заврши регатата, да ни дојдете овде во студиото со нови материјали, да ни раскажете убаво како протекла целата регата. И јас исто така ви благодарам на телевизија Алфа за поддршката која што веќе неколку години назад ни ја дава и ја промовира оваа единствена регата во Република Македонија. Секако, во секое време. Беше тоа Ангел, го вклучивме во живо од Велес.